Илјадници граѓани после 12 февруари нема да може да патуваат надвор од државата, бидејќи немаат извршено промена на личните документи, односно пасоши и лични карти со новото уставно име Република Северна Македонија. Од туристичките агенции велат дека ваквата ситуација веќе почнува да им создава проблеми, но и на нивните клиенти. Тоа е причина граѓани да ги откажуваат веќе букираните аранжмани. Покрај аранжманските организираните патувања, ние доста работиме и со корпоративни патувања, со бизнис патувања, со патувања на бизнисмени, доктори, патувања на ученици преку проекти Еразмус. Тука веќе се соочуваме со проблеми, бидејќи луѓето кои што веќе се сликале за пасоши, многу му доцнат пасошите во издавање. Карти авионски се купени, хотелско сместување платено, се е обезбедено и веќе имавме неколку ситуации каде што луѓето не може да заминат, бидејќи не му стигна на време документите. Наместо во патување, дел од граѓаните ќе треба тие средства да ги вложат во нови пасоши, иако голем е бројот на оние на кои пасошите им се со важност уште неколку години. Прво од финансиски гледен аспект ќе делува врз патувањето, ќе се намали во одреден процент бројот на патници кои што ќе ги користат нашите услуги, а второ и од ограничениот рок 12 февруари е еден притисок врз граѓаните, пошто е краток рокот, големи гужви се во чекањето, ќе делуват врз патувањето, врз големината на и остварените приходи наши, затоа што не верувам дека сите граѓани ќе успеат да благовремено да ги истаат патните документи. Во најава им е туристичко патување за Нови Сад што како агенција го организираат, но стравуваат дека не сите заинтересирани ќе може да заминат. Има патници кои што сакаат да патуваат, но во моментов немаат нити валидни лични карти, нити валидни пасоши. Дали до 8 март ќе успеат, тоа е прашање, дали ќе успеат да ги... А имаме такви патници кои што во моментов немаат ни лична карта, ни пасош валиден. И вие од сега ги бидете принудени да откажувате? Па можеби дел од собите можеби ќе се откажат. Доаѓаат великденски и првомајски празници, како и летната сезона, кога граѓаните вообичаено ги интензивираат своите патувања. Доста луѓе од тоа што немаат пасоши се откажа од патувања, не одат на патувања. И послаб интересот за патување. Се ближат школски екскурзии, се ближат летувањата. Ако со овој континуитет и со ова процедура се одвива обновувањето на документите, секако дека тоа ќе створи еден голем проблем. Се надеваат дека до почетокот на летото проблемот во добар дел ќе се реши и дека аранжманите ќе се реализираат, но признаваат оти најверојатно со помал број на патници. Од МВР велат дека до моментов лични карти со новото уставно име се издадени 1.083.048, пат нисправи 1.255.782 и 562.288 возачки дозволи. Додаваат дека МВР со зајакнување на кадровските капацитети презема мерки граѓаните што е можно побрзо да ги добијат своите документи. Граѓаните со часови чекаат пред пунктовите за поднесување барања, за разлика од личните карти кои стигнуваат и за 2 недели, за нови пасоши се чека и по 1 месец. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.